Почитувани, предложениот ребаланс на буџетот за 2014 година е ребаланс за нови долгови на граѓаните на Република Македонија и на економските парадокси на политиките на оваа власт. Владата продолжува со безмилосното зголемување на буџетскиот дефицит. Тоа по автоматизам значи и нови задолжувања на граѓаните, со што ќе мора да се покрива буџетската дупка. Еве го првиот парадокс. Додека владата од една страна се фали дека на дел од граѓаните простува долгови, од друга страна за да го покрие дефицитот ги задолжува сите граѓани на Македонија. Новата буџетска дупка што ќе ја покрива власта на Груевски со парите на граѓаните е 22 милиони евра. Ако се земе предвид дека вкупниот дефицит за целата 2014 година оваа влада ќе ги задолжи сите граѓани на Македонија за нови 320 милиони евра. Вториот парадокс. Владата го правда зголемувањето на дел од буџетскиот дефицит со потребата од пари за изградба на капиталниот проект Коридор 10. Но од друга страна, со ребалансот ги намалува парите за капитални проекти за високи 21 милиони евра. При носењето на буџетот за 2014 година, владата најави капитални инвестиции, а сега ги крати парите за нив, што само ги потврдува манипулативните политики. Ја повикуваме владата на Груевски да каже искрено која е причината за буџетскиот дефицит. Дали се тоа потребите за капитални проекти или за покривање на дупката во фондот за пензијско инвалидско осигурување. Еве зошто. Од една страна се тврди дека невработеноста се намалила за 4,5% на годишна основа, а бројот на вработени се зголемил за 2,6% во однос на првиот квартал лани. Но ставката приходи од придонеси во ребалансот е прикажана како намалена за 7,3 милиони евра. Истовремено, со ребалансот владата префрла на фондот нови 9,5 милиони евра. Тоа значи дека за цела 2014 година вкупните средства што ќе ги добие ПИОМ од владата се крева на неверојатни 374 милиони евра. Важно е да се потенцира и дека владата манипулира и со економскиот раст. Власта постојано тврди дека економијата и извозот растат, но тоа не го говорат бројките во ребалансот што покажуваат намалување на приходите за 44 милиони евра. Суровата вистина за предложениот ребаланс од страна на власта е дека и со овој ребаланс се зголемуваат само долгот на државата и сиромаштијата на граѓаните. Да се фали со постојани инвестиции. Од друга страна, според опозицијата, буџетот е во постојана була. Колку Македонија е близко до пропас економски? Ако ги гледате реалните услови за живот на граѓаните и сиромаштијата која што владее кај самите граѓани, очигледно е дека за голем дел од граѓаните во Република Македонија пропаста е близко. Од друга страна, ако се земат до предвид последните укажувања на меѓународните финансиски институции како ММФ и Светска банка, дека долгот на Република Македонија се повеќе и повеќе се зголемува, зборувам за јавниот долг, и владата упорно го крие износот на јавниот долг, очигледно дека и патеката по која што е тргната и самата држава води кон евентуално оневозможување на извршување на финансиските функции на државата, не би сакал да кажам и кон банкрот. Од 2011 оди кон банкрот, така? Па тоа е тренд. Значи, знаете, во економијата има трендови. Не може некој да очекува дека кракот ќе се случи денеска за утре. И сите земји што банкротирале имаат тренд на зголемување на јавниот долг, на зголемување на трошоците на државата за непродуктивни расходи и за жал се дошле во ситуација да повеќе не можат да ги враќаат кредитите кои што ги зеле.